Што се случува со нашите деца во училиштата? Ова прашање се наметна по инцидентот кој завчера се случи во основното училиште во населбата Аеродром. Вечер попладне во отворено студио на оваа тема ги поканивме јас и мојот колега Ацо Каврамов ги поканивме заменикот министер за образование Петар Атанасовски, Драги Змијанац кој е на чело на невладината Меѓаши која се грижи за правата на децата, а за време на оваа дебата ќе имаме една интервенција од колешката Кристина Атовска која ќе разговара со директорката на основното училиште Гоце Делчев во Центар за тоа што се случува со децата во основното училиште. Па за почеток да побараме првичен коментар за овој конкретен инцидент. Веројатно сте запознати со инцидентот. Социјалните мрежи бројат, медиумите исто го регистрираа. Драстичен е, сигурно не е единствен и претходно имало, но ово е сепак драстичен. Еве да почнеме со заменик министерот Атанасов. Вие имавте, пративте инспекција во училиштето? Вчера имавме и соопштение, имаше инспекција, просветниот инспекторат испрати свој човек, направен е увид, го чекаме извештајот. Настанот предизвика големо внимание со право. Неколку деца се замешани во еден настан кој за жал пред малку видов и како се врти снимката на социјалните мрежи. Настан кој треба да ни покаже дека и превентивата е исто така дел од нашата работа како образование, како училишта, но и кога ќе се случи ваков настан, треба да се отиде до крај, да се види што се случило, чија е одговорноста, кај се пропустите, дали нешто не е доработено, дали е нешто вон редовно, и треба до крај да се одат со извештаите, да се види одговорноста која да си ги преземе училиштето своите мерки. И родителите има контроверзни толкувања околу тоа дали тоа децата сами го правеле, па не го правеле, па доброволно го правеле и така натаму. Дали тоа може да биде алиби за една ваква брутална сцена во училиштето? Родителите секако се дел од и од животот и од училиштето. За жал родителите некако излегоа од училиштето со години наназад. За среќа вакви инциденти се ретки, мораме да кажеме дека многу ретки, но треба да ги преземаме сите мерки да не се повторуваат. Родителите мора заедно со своите деца да го одат овој степен образование. Се работи во случајов за деца од 14 годишна возраст, воопшто тоа не е мала возраст. Многу проекти се спроведува по училиштата за безбедни училишта, за превентива, толеранција, но сепак некој ваков настан ќе ни изненади и мораме да го искористиме за да работиме да не се случуваат вакви други настани. Змијанац? И дали е ова првиот коментар за овој настан, пред да продолжиме да расшириме приказната. Можам да кажам делумно дека се согласувам, баш напротив се зачестуваат вакви случаеви, што од неготино па пред извесно време исто тепачка меѓу ученички. Па сега овој последен настан говори за тоа дека агресијата, она што се случува во општествениот контекст пошироко, се рефлектира и кај децата. Се рефлектира кај децата и дека не можеме да ја префрламе одговорноста те кај родителите, те кај училиштето. Не, има и кај родителите вина. Не, зборам не само кај едната страна, има многу тука може да се почне од локалната самоуправа, кого назначува во структурите на воспитно-образовниот систем, затоа што образованието не е, училиштето не е само образование, туку и воспитување. Таму треба да бидат квалитетни едуцирани стручни кадри, кадри кои ќе работат со децата и ќе имат емпатија, сака да работат со децата и затоа ќе бидат соодветно наградени. Тука сноси одговорност и локалната самоуправа, тука сноси одговорност директно раководството, директорот на чело како раководител, педагошко-психолошката служба, таму кај што има и социјални работници, секако МОН и просветните инспектори и граѓанските организации и медиумите. Значи ова е еден, би рекол, општествен проблем кој се рефлектира директно и оно што го гледаме ние кај децата, како да се случува во секојдневието и тие само ни се слика и прилика што всушност
за што треба да работиме. Дали да работиме за само превенција, дали неформално образование, дали во образовниот процес Бирото за развој на образование ќе направи такви програми каде што навистина ќе се работи, зашто на децата им треба прво родителите се очекуваат од жилиштето покрај образование и воспитание да бидат безбедни, да бидат сигурни, да не ги враќаат осакатени или повредени или малтретирани. Дали ова е сега повод? Дали на пример имавме еден случај минатата година во Неготино. Исто една брутална сцена која ја видовме по социјалните мрежи кога буквално се претепува едно девојче. Дали имаше санкции, одговорност? Што се случи? Кој е исходот од таа цела приказка? Има ли лекции кои се излекуваат од овие ситуации? Во случајот што предмалку го спомнавте, имаше санкции, беа преземени мерки од инспекторатот, има низана мерки кои може училиштето да ги преземе, но секако, освен санкциите, важно е и кои се лекциите. Во новите закони, во новите прописи, во Закон за децентрализација, во општинските надлежности, училишниот одбор има огромна улога и функција. И во изборот на директори, и во како се одвива секојдневната настава, но и во тоа што му е потребно уште нешто на училиштето, на децата. Се разбира дека се согласуваме се дека воспитувањето како да исчезна нашите училишта, но има санкции и советувањето на родителите е една од законските санкции, каде што крајна мерка е исклучување на децата, доколку се овакво, ако може само да докажам, децата живеат во еден круг каде што дневно циркулираат илјадници вистински вести, лоши вести, агресивни вести, интернетот, социјалните медиуми бомбардирани се од секакви негативни вредности и сега тоа можеби на некој начин и влие врз нивната психа. Значи на децата не им е лесно во денешниот контекст. За да ја развиеме дебатата, ја предлагам сега колешката Атовска вчера и денеска го следи овој инцидент, би рекол, скандалозен во училиштето во Аеродром. Предлагам да го погледнеме тоа што таа го регистрираше со камерата. Каде е границата помеѓу играта и насилството? Дали некој внимава на децата за време на одморите? Каде е обезбедувањето? Вакви прашања се наметна откако јавноста дозна за случајот во основното училиште Ѓорѓи Апулевски, кога ученичка беше фрлена од прозорецот. Екипата на 1ТВ денеска го посети училиштето и се обиде да добие одговори од затекнатите родители. Велеа дека игра било. Така ја барем слушнав од овде. Од родителите, па ја како што се гледам, има обезбедување, сега колку се грижат, не знам да ви кажам. Мислам дека е преувеличено, не било тоа така. Од девојчињата од класот што учат со него, со девојченцето, тоа било како наводна игра, али и пак тоа не е игра, да го турниш некое дете, да падне, може да се повреди. Дали некогаш претходно вашето внуче се пожалило на насилиште или груба игра? Има, да. Што не знам што да кажам. Не е добро. Малиот одмор го искористивме за да ги прашаме децата. Дали сите ја играат таа игра? Дел од нив рекоа дека слушнале за неа, но дека тоа оделение е единственото кое играло. Учениците додадоа дека не се случуваат насилни настани во нивното училиште. Јас не знам што се случува вчера. Видео има, викаа дека имало видео дека тоа било само игра. Снимки на вистина постојат, а направени се од соучениците. По инцидентот ги предале на директорот Александар Филипчев, кој пак ни ги покажа за да се увериме дека фрленото девојче доброволно учествува во играта, односно, според неговите зборови, скока од прозорецот. Сепак, директорот не ги предал снимките на полицијата, туку само ги покажал на просветните инспектори. Прозорецот низ кој било фрлено девојчето се наоѓа од страничниот дел на училиштето. А како што вела дечињата кои ги сретнавме, но не смеевме да ги снимаме, од овде многу ретко поминува училишното обезбедување. Ова е единствениот прозорец на првиот кат кој нема решетки, а според зборовите на директорот причината е безбедносна, односно планот за евакуација. Инаку, директорот Александар Филипчев денеска не повика на брифинг во својата канцеларија, но не сакаше да даде изјава во нашата камера со образложение дека не сака публицитет, иако изутринава веќе дал изјава за друга телевизија. Филипчев не сакаше да ја образложи причината зошто се однесува селективно кон медиумите. Тој не повика во својата канцеларија откако ги забележа камерите околу училиштето,
со обид да ни објасни дека случајов не треба да зазема толкави размери. На прашањата за надзорот врз учениците, одговори дека педагошкиот тим дознал за играта по инцидентот, а обезбедувањето не било надлежно за однесувањето на учениците, ниту пак смеело да влезе во училница. Просветниот инспекторат, но и општина Аеродром, испратија соопштенија преку кои го осудија инцидентот, но не се огласија во јавноста со став дали ќе бидат преземени некакви мерки. Реакција пристигна и од коалицијата Маргини, од каде изразуваат особена загриженост за односот на директорот и надлежните. Во меѓувреме, се множат и реакциите на социјалните мрежи, а родителите прашуваат до кој спрат фрлање од прозор е шега. Тоа беше прилогот на колешката Христина Атовска, на кој го предаваме сега следниот дел од дебатата во наредните 10 минути со незината гостинка, директорката на Основното училище Гоце Делчев во општина Центар, Наде Моневич. Крис, повели. Добар ден и од мене. Добар ден, господја Молеровиќ. Вие долго време сте во образованието, односно во просветата. Дали ви изненадува ова што го погледнавте? Знаете што ова е загрижувачки, затоа што може да се случи секаде, во секој училиште. Сега може би се случило тука, меѓутоа таков тип на игра, која што кај децата може би предизвикува некаков си кривање на адреналин, или еве јас сум херојот, кој е херојот, кој нема да биде херојот, и етикетирањето кој е тој што ќе успее да застане на нозе, или јас не им знам играта затоа што не ги гледав овие. Меѓутоа, знаете што, јас би сакала да апелирам да не разговараме ние за образование и сето она што ни се случува континуирано во смисол на едукација на младите, затоа што сите сме тука одговорни. Знаете, ние не можеме сега да ја префрлиме вината само дека е на директорот, на наставниците, на обезбедувањето. Во ваквите случаи јавноста има перцепција дека некако сите се оградуваат од одговорност и дека сите креваат раменици и велат не сме ние направивме се што е во наша надлежност. Токму затоа е проблемот кога ќе се појават вакви случаи, за тоа каде да се лоцира одговорност. Знаете, колку сме ние како луѓе спремни да си признаеме тамо доколку има некакви пропусти што треба да направиме. Значи, ние сите, не зборувам сега за момент, за било кој, да се преиспитаме дали сме добри и раководители, дали наставниците се добри наставници, дали родителите се добри родители. Јас мислам дека тој круг на родители, деца, ученици, наставници е апсолутно кругот кој што може да понуди соработка, од која што ќе треба да произлезат идните начини на комуникација и за надминување на било какви недоразбирања во училиштата. На тоа треба да се работи, бидејќи актуелната состојба баш и не е таква во училиштата. Значи, знаете што секој училиште си има своји правила на однесување, кои што секогаш задолжително се пренесуваат на почетокот на учебната година. Значи, должност е на секој наставник како оделенски раководител, бидејќи оделенските раководители си имаат и наставна програма животни вештини. Тоа е исклучително многу добар прирачник, каде што можат да ги спроведуваат на своите часови, на оделенските часови, теми и содржини кои што значат не само стекнување на знаење, туку стекнување на едни вакви социјални вештини, да знаат, да препознаваат, да донесуваат одлуки. Дали е оваа добра одлука што децата направиле, значи морале на некој начин сето тоа да бидат водени од наставниците. Што сакам да кажам? Доколку наставниците, ние како наставничка фела, ја сватиме на вистина многу сериозна нашата работа, како работа дека имаме голема обврска и одговорност, не само професионална, туку зборувам и општествена, да делуваме таму каде што ќе гледаме дека нешто не е во ред и да го исправиме. Дали наставниците имаат право да вршат надзор врз децата за време на одморите? Знаете што, мене повеќе ме загрижува ако, например, децата нешто што им се случува континуирано не ги известуваат или не разговараат со своите наставници. Предпоставам дека ние кога сме во училница, во разговорите кои што ги имаме на часовите на оделенските часови или не може би кога имаме час на предавање, затоа што децата не сакаат секогаш само лекцијата да ја слушнат. Тие сакаат многу повеќе што е она што е животно искуство, кој што можеби нив ќе им користи. Доколку се разговарало со децата, како правите, што се случува за време на одморите, какво е другарството, како најдобро го поминувате времето. Ме разбирате, таков тип на прашање кој што ќе предизвика кај децата. Меѓутоа, тоа е отсуство, предпоставувам, на педагошка грижа од страна на училиштата. Знаете како не би рекла сега дека отсуство на педагошка грижа, не знам како тие тамо работат како колеги. Кој е одговорен за децата за време на одморите? Во оние периоди кога не... Апсолутно сме... Во прилогот слушнавме, како што кажа директорот Филипчев денеска, обезбедувањето не смее да влезе во училница,
а неговата надлежност е да го брани објектот и учениците од надворешна физичка сила. Да. Знаете, ние како наставници во рамките на своите редовни задачи и задолжени го има дежурството. Дежурството е исклучително важно како дел од своето работно време, кој што наставниците го поминуваат на училиште, што значи секогаш за време на одморите, помеѓу одморите, значи задолжително се поминува и се надледуваат, има наставник кој што е дежурен во коридорите, секој си ги познава своите делини, ме разбирате? Ако некој забележи дека негде има каде што треба повеќе, како ќе го оцените однесувањето на актуелниот директор? Може би малку неблагодарно ова прашање, меѓутоа ќе го преформулирам. Што би направиле вие да сте на негово место? Што би направила? Знаете, прво би ги повикала децата, би разговарала нормално со децата, дали тие согледуваат каква опасност и ризик носи оваа игра. Би ги прашала што мислите, дали можевте на дали можеше некој од вас да донесе одлука, како нели другарчиња, да каже ало, немојте со таков тип на игра, може да биде ризичен, може да биде небезбеден. Можно ли е недела до 2 недели да се случува оваа игра, бидејќи малце е видливо, нели се работи за скокање преку прозор. Да се игра оваа игра, никој во училиштето да не забележи. Бидејќи од сите изјави, сите кои ги прашавме, сите рекоа дека никој не забележал. Освен оние дечиња што ги сретнавме во холот, нели кои што нормално поради законот и не смееме да ги снимиме, тие сите беа запознаени, меѓутоа тврдат дека тоа е измислица само на едно оделение и дека само во тоа оделение се игра. Дали е можно да не се забележи? Знаете како сега после оваков притисок општествен, социјален, претпоставам дека на многу од нив ќе им биде и кажано на децата што апсолутно не е дозволиво да се манипулира со децата, им се кажува немој да кажуваш тоа, треба да кажеш, треба тоа да кажеш, немој вака, немој така. Значи зборувам општо и генерално, сакам навистина да си иземам, јас не сум таа кој што треба да суди и да пресудува што и како, меѓутоа сега да не отидеме сега па во обрате да ме разбирате, да не вршиме сега па притисок врз децата да не кажуваат што се случува, затоа што апсолутно дури тогаш ќе правиме дупла штета на децата. Насилството е сериозен проблем. Да. Дебатата после пак ќе ве вклучиме. Сега малку со Атанасов и со Змијанац. Еве, јас се потрудив во Законот за основно образование Атанасов има дека превенцијата е битна и тоа што го спомна Атовска, што ја прашуваше директорката, дека во холот на малите одмори треба да има дежурен наставник, а на големиот одмор и во дворот. Очигледно дека во ова училиште тоа затаило. Го регистрираше ли тоа инспекцијата вчера што беше таму? Инспекцијата се уште го нема. Оти изјавата на директорот дека немојте да линчувате и од детска игра да правите не е баш умесна. Државниот просветни инспекторат е независен орган во состав на Министерството и го чекаме извештајот сите да го видиме како ќе биде доставен до сите надлежни институции, до општината, има пријави, има во законот делови кои се однесуваат на тоа, сега баш технички дека во овој ходник или во она како е дефинирано, има како насока што треба да се прави да се покрие. Многу од училиштата имаат собствени агенции ангажирано. Но дежурните наставници се задолжени да внимаваат на редот. Пошто агенцијата не може да влегува во училници и во ходници. Змијанац, како да го прекинеме овој круг на префрлање на одговорност? Тоа е поентата на Молеровиќ, која вика сите сме одговорни и вие тоа го напоменавте. И родители, и деца, и наставници, и институции. Насилството и агресијата во државата. Како да ги очигледно е дека не постои комуникација меѓу сите овие фактори кои сега секој има од нив одговорност. Но она што е важно е да постои некаков разговор, да се извлечат некакви заклучоци, некакви поуки од кои ќе се преземат понатаму некакви механизми кои ќе превенираат вакви ситуации. Четири работи се многу важни. Јас, бидејќи заменик министерот е тука, би му препорачал да се регулираат протоколите за постапување за превенција, за сузбивање, намалување на меѓуврсничкото насилство, така наречено булинг. Тоа е прво. Второ, да се кодифицира однесувањето меѓу учениците, ама учениците сами да придонесат во подготовка на кодексите, да не бидат формални, и во тие кодекси да учествуваат и родителите, и децата, учениците, и наставниците. Значи, тоа е како да се однесуваме меѓу себе, како да комуницираме. Трето, да не забораваме многу важно, одговорност за било кој настан. И четврто, мислам дека многу малку се работи со децата, таа агресија да се
артикулира, да се канализира преку воншколски активности, преку образовни активности, каде што децата им недостига простор да бидат слушнати, некој да комуницира со нив. Значи, со завршување на училишниот час, и дома, и во училиште, со завршување на училишниот час, не можеме да се однесуваме незаинтересирано кон нашите ученици и да не интересира што се случува со нив. Наставната единица не е единствена обврска на наставникот. Уште нешто. Не е во ред да се релативизира настана со детска игра. Да. Навистина не е во ред. Јас сум малце запрепастен околу случајот. Кога се случил? Дали се случил на 28 или се случил тоа е завчера. Пред 2-3 дена? Тогаш било пријавено во полиција. Во полиција. Некој од родителите пријави. И тоа исто е многу интересно и она што мислам секоја чест благодарам на поддршката на МОН. Ние стартувавме со кампања булинг меѓуврсничко насилство не во моето училиште. Тоа е друга тема, ќе се навратиме. Само сакам да се сензибилизираат. Дозволете, знам зашто зборувате. Која е улогата на Законот за основно образование? Предвиде посебна улога да имаат родителските совети, односно родителите да бидат на известен начин вклучени во тоа што се случува. И видете, јас Советот на родители. Имам впечаток дека тоа е проформе, како и многу други работи за жал во држава. Мора да го потврдам тоа. На многу места навистина формално се пристапува кон тие органи, иако законот ги дава можностите. Советот на родителите има право да ги разгледува сите прашања што се во контекст на училиштето. И Советот на родителите има право да поттегнува прашања и во врска со безбедноста, безбедносната средина, со децата, со управувањето на училиштето. Но во овој случај и во сите вакви случаи најважно од све да се разговара со децата. Децата да бидат дел од решението, децата да увидат дека сгрешиле, децата да видат кои биле последиците од тоа и сите да научат лекцијата. Не може со децата да не се разговара, како што кажа колегата Змијанат. Децата мора да се дел, да се разговара со нив, да се видат кои се причините за вакво однесување. Дали е тоа случајно, дали не е случајно. Понекогаш не е случајно, не се наивни детските игри. За среќа е документирано, морам да кажам. Двајца родители пријавиле, еден во МВР, другиот во инспекција. Наставно се случил во петокот меѓу 10 и 11 часот, а просветната инспекција веќе во 16 часот беше на увид и го документира случајот. Децата да разговараат, ние со Змијанат, со невладинот сектор зборувавме за формите на организација на средношколците, дури зборуваме за основно децата да бидат вклучени во животот и во управувањето на самата средина, за да можеме да ги решаваме овие прашања. Не само тоа, туку треба да се гради култура за мир и ненасилство уште од рана возраст, уште во градинка, во основно училиште, во средно. Значи треба да има во наставните содржини таква комуникација, како младите меѓу себе треба на еден соодветен начин да комуницираат, а да не биде тоа агресија и насилство, како да се трансформира. Дали тоа ќе биде преку форум театри, дали преку дебати. Значи на децата им треба време, простор каде што ќе бидат слушнати. Не само детско учество форма ради форма, него детско учество во креирање на дури да ги креират и наставните содржини, да бидат запрашани активно да учествуваат во тоа. И родителите преку одборите и учениците. Дали општините кои добија надлежности во основното образование, дали развија механизми за инспекција, за некакво мониторирање на тие состојби, дали воопшто тоа функционира во општините? Морам да кажам дека со законот за децентрализација големи овластувања добија обврски општините, но општините немаат доволно вработени да покриваат многу работа. Најчесто во една општина има едно лице кое така немаат капацитет, немаат луѓе. Едно лице кое се грижи за образование, за комуникација, ги подготвува материјалите за советот на општината, но мислам дека тоа е премалку за да може да бидат ангажирани. Да бидеме искрени, јас не знам дали ќе се согласите, меѓутоа кога ќе се случи инцидент, обично децата одат под казна кај психологот и педагогот. Има многу малце форми на следење на однесувањето на децата и да се превенира, да не се случи да се санкционира. Тука има работа многу и за социјалните работници, кои треба да знаат од каква средина доаѓаат, од какво семејство, треба да се следи од страна на наставниците однесувањето на децата, психолозите и педагозите треба да работат со децата, напоменав, и школски и воншколски активности, а не од како ќе случи настан и сега ајде иди кај психологот на педагогот под казна, па таму не знам какви се санкции следат и кон децата и кон родителите. Многу е само уште ова да докажем. Многу бара вклучување на повеќе актери во ова, за да може одговорност да превземат и родителите, и локалната самоуправа, и директорот, и
психолошко-педагошки служби, но морам да кажам и граѓански сектор и медиуми, затоа што и ние сме дел од процесот во продуцирање или во превенирање на можни забележуваме на тенденција да се прикриваат ваквите работи. Директорот би бил најсреќен, например, ако мене и тоа корешката сакам да прашам директорката на микро, бидејќи таа има искуство директорка, како е во вашето училиште, претпоставувам искрена сте. Да. И насилство, агресија, ова што го говорат Атанасов, заменик министерот и Змијанац, дека општините немаат капацитет да соработуваат, да го мониторираат тоа што се случува по училиштата. Како е кај вас? Знаете, така вие и во другите училишта, предпоставам, но вашето искуство ме интересира. Јас навистина зборувам онака како што е во стварност. Значи, ние како училиште навистина ги слушаме децата, затоа што гледаме дека децата не ги слушаат. Никој не ги слуша децата. Кај нас ученичката заедница постои веќе 4 години интензивно, во кој што тие ја креираат политиката, што е она за што сакаат да дискутираат. Минатата година ние бевме иницијатори, мојата ученичка заедница, нашата заедно со педагогот, ученичката заедница на нашите деца беше иницијатор за спроведување на една кампања да се превенира насилството. Значи тие сами беа презентери зошто доаѓа до насилство, како да се спречи, како да се препознае, кому да му се обратам, и тоа е исклучително е креативно, инспиративно и мотивирачки за децата. Меѓутоа, знаете што е најважно, што тие добија за себе едно такво слика на голема самодоверба, бидејќи тие можат и умеат тоа да го прават. Значи јас сакам да ги слушам децата и секогаш ги слушам, во смисол, сега доаѓа, нели сме 600 деленци веќе или така натаму, ние правиме анкети континуирано по одредени прашања за да ја детектираме каква ни е ситуацијата и каде и на кој начин треба да делуваме. Ние не можеме да успееме, секогаш имаме незадоволни родители, секогаш имаме и незадоволни наставници. Знаете, јас морам да кажам, наставниот кадар, можеби еве ако се преиспитаме, единствениот кадар кој што не само во Македонија, сегдека е на најголем удар и социјален притисок од сите аспекти, од родители, од институции, затоа што навистина одговорноста е голема. Ние тоа го разбираме само како грижа да бидеме многу подобри од она што сме. Ама се додека ја немаме личната совест, она професионална, јас сум наставник и треба да ги допрам животите на моите ученици, како ќе направам денеска наместо да разговарам, да ги поттикнувам да зборуваат, а не да кријат. Ме разбирате, кај нас е токму тоа проблемот. Ние сакаме децата да не зборуваат, наставниците да си го сокријат, родителите ако нешто да не кажуваат, и кога имате вие една таква енергија на тајност, никој да не дознае, една малограѓанско однесување, наше обштествено, затоа нас ова вака не се случува. Професор, ќе да ме прашам, доколку се случеше ова во вашето училиште, дали вие ќе излезевте, ќе дојдевте во оваа програма? Апсолутно да, зошто да не? Ние сме медиумски, ама ние секогаш сме медиумски многу во смисол, нели, еве, родители има незадоволни, дали може да зборам јавно, еве сега ќе го кажам за кој пример, дали би ми дозволиле? Значи, согласно законот на труд и социјала, јас го поздравувам одлуката да се укинат домовите каде што се децата без родители сместени, и сега, нели, сите деца се лоцирани во дом семејство, во зависно, нели, во низ градот Скопје. Во Капиште со една куќа се сместени неколку деца, од кои што нормално советникот во труд и социјала со воспитувачи дојде во училиштето и праша дали вие ќе ги примете овие деца. Реков да, ќе ги примам. Замислете, имате разлика возрастна на ученик кој што има 14 години без родители и кој што треба со завршено трето оделение да оди во четврто оделение. Значи тој има 14 години, а децата во оделението во кое што треба да биде има 9 години. И сега, ако ви кажам дека ние верувајте ми, зборувам јавно, моите ученици знаат, моите родители знаат, моите наставници кои што секојдневно идеме и прашуваме како е долу ситуацијата. Детето е прекрасно прифатено со емпатија дека треба да му се помогне. Ама што се случи? Првиот ден родителите на платформа ме чека во училиште. Зошто? Затоа што тие не се согласуваат тоа дете со таква разлика доди во тоа оделение. И сега ние размислуваме затоа што сакаме да најдеме начин. И велиме добро, ајде размислиме. Ако имаме толку голема реакција од родителите, да не може да се издржи тој притисок, да им штети на децата долу, ајде можеби ќе го ставиме негде меѓу неговите врзници, без обврска да слуша предмети од седмо оделение, за да не добија па сега дополнително, знаете, негативни ефекти, еве јас не знам ништо,
и да си го полага на, да речеме, на тромесече. Имавме воредна родителска средба. Јас сум многу среќна што мнозинство, да речем 95% од моите родители го прифатија тој факт и рекоа ние сме тука и ќе помогнеме. Меѓутоа имаше еден дел кој што не се согласи и јавно не прозива во медиуми. Јас реков, колку и да не прозивате, ние ќе застанеме за овие деца. Благодарам, ќе се вратиме повторно. Мене сега ме интересира ставот на заменикот министер околу овие состојби во реалноста, во училишните ходници и училници за кои зборува професорката Монеровиќ. Веднаш ќе одговорам директно на прашањето, само една реченица, мислам дека досега тоа не спомнува. Училиштата се опремени, имаат кадар да се справуваат со секакви проблеми. Секој училиште има педагог и психолог и стручна служба во служба на директорот за да ги решаваат проблемите. Треба да се делува во секој случај. Мислам дека секој училиште треба да го најде начинот како да се справи со сите овие ситуации. Ние од овие случаи треба да извлечеме поука, да можеме да подготвиме програми и да можеме да работиме и превентивно. Но заедно со сите, беа спомнати родителите, беа спомнати децата треба да се зборува нив, да се вклучат и можеме многу тоа да направиме. Што е советот ова? Да ги превенираме пред се овие состојби, затоа што агресијата што постои во општеството, негативните вредности, сето она што се случува надвор имаат влијание врз децата. Можеби не токму врз овој пример, но инклузивното образование е тренд на секаде во светот. Сите педагози кажуваат дека мора да има инклузивно образование каде што сите, и најнадарените, и просечните, и оние деца на кои има посебна потреба, кои што се со попреченост, мора да бидат вклучени заедно со другите деца, само така здраво се расте. И тоа се препораките. Сите стално зборуваме за овие убави работи кои би требало да бидат. Дали ова што теоретски вакав убаво звучи се рефлектира во читанките, во содржините? Само момент, значи тоа е тоа прашање. Дозволете, ова е загатна. Дозволете, да, победете. И дали тоа ќе се направи, бидејќи толку зборуваме за тие проблематични содржини во учебниците? Некогаш родителите имаат реакција. Имаме повеќе случаи на Македонија каде што имало реакција во изминативе месец дена, каде што има реакција на родители, нешто не им се допаѓа. Со кои деца учат нивните деца, каде учат, колку се, па имате повлекување на деца од училиште, имавме во околните градови, сега да не спомнувам точно затоа што не е целната оваа емисија. Родителите реагираат и не често се согласуваат децата да учат со некои други деца поради некои причини. Се знае во ова општество што постои, како постои, но инклузивното образование е лекција и за родителите. Ние мораме во законот тоа да го дефинираме, мора Бирото за образование да ги изготви сите алатки што се потребни, со граѓанскиот сектор треба да соработуваме, но не е лесно да се премине од фаза на општество каде што имате ризици, каде што имате фрустрации, каде што имате негативна енергија, во фаза на инклузивност, на соработка и на она што може да произведе здрави личности. Коментар сакавте да кажете? Да, сакам коментар. Нема да земам улога на новинар, ама како граѓански сектор. Едно прашање за заменик министерот. Сигурно. Ако превенцијата е најважна за спречување на меѓуврсничкото насилство, која програма и кој е одговорен да се креира програма за воспитно-образовниот процес да се превенира ова? И каква е интеракцијата меѓу МОН и БРО во однос на програми кои на вистина... Не. Вака ги апострофиравме сите просветни... Биро за развој на... Биро за развој на образование. И Министерство за образование. Точно. Затоа што спомнавме инспектори, локална самоуправа, градоначалници, наставен кадар, педагози, психолози, граѓански... Меѓутоа БРО, Биро за развој на образование, има многу клучна улога и задача да понуди сет на превентивни програми кои ќе бидат вградени во воспитно-образовниот процес, каде што родителите со право ќе очекуваат општествена промена во образовниот систем да се превенира меѓуврсничкото насилство. Бирото за развој на образование е институција која токму треба да произведува вакви програми. За жал, изминативе години Бирото како некако да не излезе од системот и откруват, повеќе не е активно отколку активно. Јас лично би сакал многу повеќе да гледам советници од Бирото за развој на образование во училиштата, развивање нови програми, развивање програми кои ќе придонесат децата здраво да растат, да спречуваме, да превенираме, отколку да гледаме инспекцијата. За жал, во случајов е неопходна за да ги расчисти работите. Бирото за развој на образование има законска обврска да ги развива овие програми и
се надевам во соработка со Министерството да тоа го ги развивали? Па јас, колку што мене ми е познато, има многу проекти кои наводно одат преку Бирото за образование. Јас не сум видел некоја нова иновативна програма која би влегла во образованието и би го правила. Тука и вие сносите одговорност како министер. Апсолутно. Зошто земаат плата тогаш? Па доста средства се користат за Бирото за развој за образование и мислам дека не го дава она што треба, но ќе го побараме и треба да го бидејќи одговорноста е на крајот од денот ваш. Ацо, имам подсетување дека имаме куса пауза за реклами, се враќаме по не. Останете со нас. На љубовта. Пелистерка. Метрополис. Број 1 радиомрежа. Гледајте УЕФА Лига на шампиони. Само со Магента 1. За врвно спортско доживување одберете Ultra HD Samsung телевизор по супер цена. Здраво, драги гледачи! Јас сум само една од добрите бактерии во Диа-100 пробио. Соодветен при патувања, употреба на антибиотици, при диареја и надуеност. Диа-100 пробио за вашите стомачни тегоби од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството, за индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Да, направивме мала пауза за реклами. Тука застанавме кај Бирото за развој на образование. Заменик министерот кажа дека и тој не е задоволен од иновативноста нивна. Змијанац, вие го потегнавте тоа за Бирото за развој на образование. Јас го потегнав затоа што сметам дека навистина голема сума на буџетски средства од граѓаните, ние сите граѓани кои ги праќаме нашите деца во училиште, очекуваме квалитетни програми. Може би и толку не се слеват колку што немаме резултат. Па едно е дека се слеваат големи средства и буџетски, а друго е да се оправда работата на Бирото за развој на образование соодветно за оно за што се наградени. Значи сите нема родител кој не очекува во училиште кој ќе го прати детето да добие квалитетно образование, квалитетно воспитување, да добие безбедност и да добие активности каде што детето ќе биде спремно за... Не само тоа, прашањето е дали децата ги учиме на тие вредности, толеранција, компромис, ненасилство, солидарност, она што го нарекуваме по некој пакет на цивилизацијски вредности. Ворија неве го вредносниот систем, еве го запишано, чекам само време, значи вредносниот систем, колку посветуваме ние на вредносниот систем во воспитно образование? Колку децата знаат што е, како што кажавте, солидарност, хуманост, емпатичност, сочувство. И видите во тие тепачки кога има, вие гледате дека има ученици кои гледаат и не реагираат, не го превенираат, не го трансформираат конфликт. Тоа беше отвратното снимка од Неготино, каде што децата просто аплаудира како Зашто децата не се стават во улога или на жртвата или да го трансформираат конфликтот, каде да има обични форми, форум театри каде што една конфликтна ситуација може да се трансформира со активно учество на учениците кои ќе го насочат на поинаков начин да се реши тој конфликт. Постојат веројатно методи. Крис имаше прашање, ми се чини, за заменикот министер, а може би и реакција од професорката Молеровиќ. Кратко ви префрламе вас, а потоа се враќаме да ја привршиме дебатата. Крис, повели. Така, ако може од овде да поставиме едно прашање на тој дел од студиото, бидејќи спомнавте дека бирото не си ја работи својата работа, не си ја врши функцијата, а огромни пари се даваат таму, додека надлежноста на општините е ограничена поради малите капацитети, ако добро ве разбрав пред малку, што е со инспекторатот? Господине Атанасов, дали сметате дека инспекторатот си ја врши работата? Тука би сакала и да нагласам еден случај
Од блиското минато се работи за друго основно училиште, за Владо Тасевски, каде што имаше низа скандали. Неколку наставници излегоа пред нашата камера да зборуваат. Меѓутоа, исходот од инспекторатот е дека тоа е интерен проблем и треба сами да си го решат. Меѓу другото, обвинувањата се дека директорката на училиштето нападнала вербално и физички друга наставничка пред децата. Дали инспекторатот си ја врши добро работата, дали сте направиле, дали ќе правите ревизија на вработените во ова тело? Да, Министерството за образование има надлежност во однос на политиките и пред се законодавството во врска со просветната инспекција. Просветната инспекција е независен орган во состав на Министерството и во сегашната поставеност има многу комплексна задача. Има големи ангажмани и програми како што се интегрална евалуација, редовен увид, вонреден увид, контролни работи, инциденти и мислам дека успеваат да покријат, иако не и таму има непополнети места. Нивниот ангажман на цела територија, основно, средно, високо образование, се трудат и мислам дека секој нивен извештај е на увид на јавноста и може да се оцени кој инспектор како работи. Тука ќе ве побијам, не е на увид на јавноста, иако ние го баравме, еве конкретно за Владо Тасевски, неколку пати го баравме извештајот, никогаш не го добивме. Откако ќе се направат извештаите, мора да се направат достапни, да има увид јавноста во нив, затоа што сите ние плаќаме за тоа. Благодарам. За ова интервенција и да привршуваме, пред малку ве прекинав околу темата за булингот, кој е еден исклучително агресивен феномен кој и не е само кај нас, тоа е тренд светски. Светски, но во светот се дискутира и се превенира. За жал кај нас многу малку се зборува. Ние само се згрозуваме кога ќе видиме физичка тепачка. Не знаеме и не сме толку сочувствителни кога имаме вербална и психичка тортура, кога има погрдни зборови, тие погрдни зборови изразени во еден обид да се направи понижување на една детска личност, може дури да доведе до ситуација суицидна, поболна од физичка повреда. Затоа мора да се збори во училиштата, еве апел до Министерството за образование и наука, да се збори за сајбербулингот. Децата денеска се присутни на смарт телефони, има компрометирачки содржини каде што личноста се девалвира во јавност и тоа е многу битно за адолесцентната фаза да се внимава на тоа. Имаме зборови кои ние ги препознаваме како погрдни и болат. Имаме физички насилства кои најчесто преминуваат од вербално и психичко во физичко насилство. Значи има многу работа. Уште еднаш ќе кажам, благодарам за поддршката што ни дадоа да 21 септември, меѓународниот ден на мирот, ја стартуваме кампањата. Иако морам да кажам, бев лично револтиран што на тој ден немаше медиумска покриеност во однос на нашиот прес, бидејќи беа обседнати со референдумот. Меѓутоа, ние стартувавме со кампањата дека булингот, така наречено меѓуврсничко насилство, не во моето училиште, не во училишниот двор, имате организирани тепачки кои се снимаат надвор од училишниот двор и сето тоа, значи, мора да се следи од сите овие фактори кои ги кажавме и за тоа да се говори во училиштето како децата гледаат на тоа и како они можат активно да го пренасочат во една конструктивна комуникација. Училиштето, сега не би сакал да персонализирам, кај што учат моите деца, видлива е кампањата за булингот. Кампања, имате пароли и така натаму, но булингот е присутен. Кампањата е едно и убавите зборови. Што е акцијата која треба да се прави? Повторно се враќам, веројатно треба да се разговара со децата. Пред да каже Петар, јас само ќе кажам, зборовите треба да ги препознаеме кој болат. Значи ние кој ќе кажеш некој кретен, ненормален или не знам како. Сето тоа не го препознаваме тоа како насилство, како вербално насилство, како вербална агресија. Вие видите во самата кампања изразен ученик кој му прави агресија вербална. Сега да прашам, изразено на ступаница со еден куп зборови. Дали си ја покриваме совеста со тоа што кампања ќе стартуваме и еве сме кажале и тука завршува се. Мојот печаток е таков. Кампањата е резултат на состојбата во државата. Значи давање акцент дека за тоа треба во кампањата ќе заврши, таа нема да трае. Затоа прашувам, кои се конкретните активности за да Министерството за образование, БРО треба да креира програми, треба да се активираат целообразовно во сектор. Значи секако треба да има програми со кои ќе се санираат последиците, ќе има превентива. Суптилни се тие односи меѓу децата. Јас морам да кажам овде да го споменеме улогата на наставникот. Со години наназад опадна тој некој општествен престиж да се биде наставник, професор. Се дојдоа други вредности и родителите и онаа трка за опстанок, за семеен буџет стана поважна. Ние на наставниците им даваме
сложена задача, но треба да ги поддржиме во нивната работа со децата. Децата треба повеќе да се работи со нив и начинот на кој учиме со децата треба да го смениме малку посовремен. Дали како министерство да јакнеме кај ни вредностите, она што го кажам. Дали ги слушате училиштата, имаме потреба од ова или ко препуштате тоа на општините? Зборувам сега за основните училишта. Ваша надлежност е, бркајте работа, што можете таму покрите, тоа е тоа. Како министерство поделени се одговорностите, но одговорноста ја имаме сите. Иако Министерство за образование ги финансира дејноста и по општините ги дава парите, имаме одговорност што треба повеќе плюс да се направи за да се санираат повредите. Бирото за развој, Министерството мора да изнесат. Не дека немало теми, не дека не се зборело за девијантните појави, но сето тоа некако можеби е претрчано, ќе се вратиме на лекциите, ако треба. Но со децата мора да се работи. Децата мора самите да ги увидат своите односи, своите грешки. Знаете, има деца кои се занемарени, има деца кои се запоставени, има деца кои премокно се чувствуваат можеби, има деца на кои им фали самодоверба. Секое дете е свој свет. Такви се и современите методи. Секое дете треба да го развиете согласно неговите капацитети. Треба повеќе да работиме, тоа е основната лекција. Ацо, мислам дека за крај добро да се префрлиме уште еднаш, да дадеме на Крис можност да поразговара со професорката Молеровиќ. Околу Крис не е лошо да каже професорката околу булингот како феномен и таа психичка тортура во која мера се присутни на теренот, еве на пример во училиштето во која е таа директорка. Навистина тоа е, ако правите, како што ви кажав, ние правиме постојано анкети да видиме како децата колку се чувствуваат безбедно, кои наставници ги сослушуваат, како ги надминуваат проблемите, кому му се обраќаат. Мислам, тоа се видови на прашања кои што ние најчесто ги поставуваме и има навистина моменти каде што треба да се загрижиме, ние се загрижуваме и работиме на тоа во смисол на преку ученичките заедници ги поттикнуваме тие да бидат иницијатори, да имаат таа улога на одговорност, на креирање на училишен живот, да поттикнуваат прашања кои што се. Сериозна е бројката, зборувам и онака генерално, имате вие деца кои што не доаѓаат на училиште само заради тоа што не се чувствуваат безбедно или не се чувствуваат пријатно, затоа што некој ги навредил, ги повредил, континуирано тоа го прави. И сега доколку ние реагираме во смисол на опомени, па повикуваме родители, па знаете тогаш веќе доаѓа улогата на родителот во смисол, ние имавме така минатата година, сега не би било пристојно да споменувам имиња. Меѓутоа, знаете што имавме еден таков инцидент на кој што јас исто и педагогот викаме, чекајте бе, како ова не е нормално да се прави. И се доаѓаат родителите кои што зборуваат пред своите деца, кога ние ги повикуваме, знаете што, ние сметаме дека така и така на само, ама потоа тие доаѓаат со своите деца, пред своите деца велат вака. Па што? Па тоа е нормално, па и ние тоа сме го правеле. Викам ве молам, немојте пред дете да кажувате дека нешто е нормално кога не е нормално. И ние кога ќе сакаме да поттикнеме педагошки мерки, имаме реакција зошто тоа го правиме. Значи, разбирате, да се работи со родителите. Бидејќи сите во студиото се согласивте дека треба да се работи со децата, меѓутоа што е со другите две алки од Синџиров, со родителите и со просветните работници? Дали можеби со нив треба да се работи? Апсолутно треба. Заменик министерот веќе спомна дека просветата веќе и не е толку не е атрактивна. И атрактивна професија како порано. Не е атрактивна и знаете што вика дека во образование треба секогаш да доаѓаат оние кои што ја сакаат таа професија, затоа што таа се работи со срце, што велат. Не се работи заради платата, што платата не е добра. Наградата е љубовта и она што го добивате за возраст од децата. Најслабата алка е комуникацијата заедничка меѓу родителите и меѓу училиштето. Значи, која што треба да се работи. Меѓутоа мислам дека приоритетно какви деца ни доаѓаат зависи од дома. Ние не можеме училиштето да превоспитаме некој ако дома родителот комуницира на висок тон, употребува погрдни зборови или не дај Боже физички го казнува. На таков начин во училиште би се враќа истовремено такво агресивно дете кое што потоа тероризира други деца. Ние како училиште сме зборувале на таквите деца им треба помош. Ние секогаш сме зборувале. Јас и на моите наставници ги едуцирам преку секојдневно во смисол на наставнички совоите, сега да не зборам дека ја тоа така го правам, меѓутоа слободно може да дојдете да прашате, каде што постојано се обрнува внимание токму на што го кажа господинот министер, дека секој дете си е свет за себе. Ја викам наставници, имате во делението 30 светови. Значи секој родител своето дете го гледа како сопствен свет, меѓутоа таму има 30 различни светови. Вие каде го гледате решението на овој проблем? Едукација. Прво, родителите да си признаат сами на себе каде како родители ја скршнуваат родителската улога, како и на кој начин ги воспитуваат децата. Наставниците и училишта да се преиспитат што е она што ние треба да го
промениме и јас сум апсолутно за тоа да се прашаат и децата што е тоа што на нив им пречи и да го прифатиме нивното мислење. Дека тоа што нив им пречи, им представува непријатност, каде што не можат да учат, не се чувствуваат комфортно, ние треба да се замислиме, затоа што тоа не е критика, туку е тоа слушање на еден глас кој што може да не направи да бидеме подобри. За крај накратко дали можете да интересно и корисно е и многу и мене ми е интересно ова што го говори од терен директорката, но минутите некако ни се при крај, уште да дадеме завршно на оваа дебата на заменик министерот и порака до родителите, наставниците. Што правиме сега? Што треба? Знаеме дека општеството ни е невралгично, дека има хистерија, има агресија, има насилство. Што правиме сега? Сите сме одговорни за децата, секој од свој аспект. Министерството за образование заедно со граѓанскиот сектор изминативе 2-3 години работеше напорно. Во работната верзија на Законот за основно образование има повеќе проекти и програми. Еве само членот 39 па членот 43 има многу програми за соработка со родителите, програми за заштита од насилство, злоупотреба. Тоа е со граѓанскиот сектор многу дефинирано. Но како да е тоа се на хартија. Мислам дека тоа ќе го имплементираме полека како што ќе законот ќе доаѓа во фаза. Изгледа дека реалноста налага тоа да не иде полека, да иде малку побрзо до ќе се обидеме. Но се разработени темите, многу ни помага граѓанскиот сектор, се детектирани и булингот и другите форми на злоупотреби. Јас ќе накратко дека треба активно учество на децата во креирање на активности, форми, програми со нив, да има воншколски активности, мислам дека се заборавија воншколски активности и да се посети внимание на воспитувањето. Одморалиштата кои порано ги памтиме кога децата одеа во, не знам, Крушево, Шулами, на Претор, тоа е се руинирано. Тоа е сега веќе руинирано се или приватизирано. Можеби можност за многу тоа е запуштено. Што сега се прави тим билдинг по фирмите, добро би било да се прави како тим билдинг во училиштата, доколку државата го овозможи тоа се разбира. Тоа во септември треба да го прават сите. Пред неколку дена бев во еден град низ Македонија и токму тоа го правиат. Тим билдинг однесува цел ден деца во прва година во гимназија, каде што во Делчево, каде што успеа во цело тоа дружење да ги запознаат децата, повеќе да комуницираат за да не се случуваат вакви работи. Се согласувам дека тоа е потребно. Добро, Ацо, па тоа би било се за ова на оваа тема. Јас и Ацо се враќаме повторно во студиото во 21 часот. Гостинка е вице-премиерката Радмила Шекеринска. Ќе чуете една анализа од професорот Денко Малевски. Тема е предвремени избори или решение за преспанскиот договор во Собранието. Ви благодариме на учеството. Благодариме за поканата. Сите информации и факти што досега беа скриени, се она што другите го премолчуваа или не беа доволно храбри да го истражат. Бегство од правда, злоупотреба на моќ, судски лавиринти, криминал и нерешени убиства. Еден ТВ ќе ви ги обезбеди одговорите што секогаш сте ги барале. Наскоро, Македонски инсайдер на Еден ТВ. Вечерва 20 часот и 30 минути. Приказната за животот и растот на една од најголемите владетелки продолжува. Не пропуштајте ги првите епизоди и следете го патот до нејзината револуција. часот и 30 минути. Екатерина Велика. Едно мало градче е нападнато од психички растроен човек, кој креира стратегија за неколку убиства. Но неговата бизарна игра ќе биде откриена и чекор по чекор следена. Тој
ке мора да одговори на прашања од минатото, за да влезе во умот на предаторот и да стави крај. Вечерва. 22 часот и 20 минути. Еден од најдобрите трилери за 2017 година. Сладката Вирџинија. Во новата сезона на 1 ТВ ке гледате. Ексклузивно ви го враќаме ексклузив во вашиот дом. Најновите скандали, прачеви и афери поврзани со јавните фаци ки ги знаете токму овде. Животот на познатите, нивниот лајфстайл и кариери во наши раце. Дознајте ги најексклузивните вести во ексклузив секој работен ден на 1 ТВ. Бидете со нас. Почитувани гледачи, наскоро на 1 ТВ, новото шоу Возење со Вучич. За секој точен одговор доделуваме многу вредни награди. Од стокови награди, бела техника до патувања во странство за двајца. Пријавување на нашиот телефонски број и на нашата Facebook страница. И не заборавајте, од понеделник до петок, секој ден Возење со Вучич само на 1 ТВ. Внимание! Мода со Сергеј Варошлија. Внимавајте како се фотографирате и што облекувате. Гледајте не во новото издание на Студио 1 секој работен ден на тема мода со мене Сергеј Варошлија. Ке биде оштро. Хаштаг ке ми пукне душата. Бидете со нас. Дневна доза вкусни рецепти и корисни кулинарски совети. Брзи идеи и трикови во кујната што навистина функционираат. Секој работен ден во 16 часот и 30 минути. Гледајте го кулинарското шоу на 1 ТВ. Маја готви. Во новата сезона на 1 ТВ ке гледате Вашите мислења и ставови на актуелни теми само во вашата 1 минута на 1 ТВ. Со мене, Јана Јосифовска, секој работен ден. Бидете со нас. Во информативната редакција на 1 ТВ, наша задача е навреме да стигнеме до вас. Прецизно, проверено, динамично. Ова се информативците на 1 ТВ. Работат турбо и професионално, вистинските вести да стасат до вас. Вашиот дневен информатор. 1tv.mk. Добар ден, почитувани гледачи, вие сте со вестите на 1 ТВ во 18 часот. И натаму не стивнуваат реакциите на јавноста поради детската игра во која соученик се фрла преку прозорец. Случајот во основното училиште Ѓурѓе Пулевски во Скопски аеродром кај родителите неколку дена подоцна го пријавиле во полиција, ја крена земјата на нозе. Што точно се случувало, односно како изгледа непромислената игра, веќе може да се види од видеоснимките што почнаа да кружат по социјалните мрежи. 1 ТВ денеска беше во Ѓурѓе Пулевски за да поразговара со родителите, но и со учениците. Директорот на училиштето појаснува дека девојчето фрлено низ прозорец доброволно учествувало во играта. А додава и дека овој случај не треба да зема толкави размери. Каде е границата помеѓу играта и насилството? Дали некој внимава на децата за време на одморите? Каде е обезбедувањето?
Вакви прашања се наметна откако јавноста дозна за случајот во основното училиште Ѓорѓи Апулевски, кога ученичка беше фрлена од прозорецот. Екипата на 1ТВ денеска го посети училиштето и се обиде да добие одговори од затекнатите родители. Велеа дека игра било. Така ја барем слушнав од овде. Од родителите, па ја како што се гледам, има обезбедување, сега колку се грижат, не знам да ви кажам. Мислам дека е преувеличено, не било тоа така. Од девојчињата од класот што учат со него, со девојченцето, тоа било како наводна игра, али и пак тоа не е игра. Да го турниш некое дете, да падне, може да се повреди. Дали некогаш претходно вашето внуче се пожалило на нас?